Министерството за труд и социјална политика ги започна процесите за деинституционализација на децата без родители. Кампањата на секој дете му треба семејство оценета како успешна. Интересот на семејствата за згрижување на деца е се поголем. Со цел да им се помогне на идните згрижувачки семејства, преку СОС Детското село започна обука за заинтересираните семејства, која ќе им овозможи полесно и побрзо да ги пребродат почетните тешкоти и која следа секоја промена како на членовите на згрижувачкото семејство, така и на децата кои влегуваат во новата средина. Значи, да започнеме токму со ова. Прилеп, колкава традиција има на згрижувачки семејства? Дали според некои податоци Прилеп беше на прво место според деца кои се згрижени од згрижувачки семејства? Ги следите овие процеси? Што може нешто повеќе да се кажи за и оваа програма на Министерството за труд и социјална политика? Видите, кога воопштено треба нешто да кажуваме околу оваа содржина, факт е да напомениме дека е Прилеп град на хумани луѓе. Имајќи во предвид дека ние 30 на години веќе имаме изградено традиција, веќе имаме искуствени знаења и не случајно сме на скалата, на врвот од скалата на градови кои имаат најголем број згрижувачи, односно згрижени деца. Ние и во овој момент, денеска, имаме негде 19 згрижувачи со 34 деца. И ова е многу убава можност, благодарение на вас, на вашава телевизија и еве, да му се јавно заблагодариме на сите оние кои во изминатиот период згрижија многу деца. Ние веќе имаме и категорија на згрижувачи кои веќе остварија социјална пензија, благодарение точно на ваквото повеќе годишно згрижување, имајќи во предвид дека се надевам дека од разговоров ќе можат да разберат дека покрај се друго со згрижување на деца може да се дојде и до пензија. Значи и сега за другите мотиви, освен љубовта, освен грижата за децата што мора да ја поседуваат овие семејства, меѓутоа кои се другите мотиви, колкав е надоместокот за грижа на едно дете? Услугата како? Видете, Министерството и министерот Мила Царовска јавно кажа дека државата утврди цена на услугата и таа услуга во зависност од спецификите на детето е различна и се движи негде од 8.000 до негде 16-17.000 по дете. Вториот дел од муабето е факт е дека доминантна причина поради која се згрижува дете не се приходите кои државата ги дава. Току имаме семејства кои ради нивните социјални, би рекол и поинакви склоности имаат потреба за љубов, за давање кон одредена категорија на луѓе и децата се многу убав мотив да тие видливи резултати од пренесување на љубовта се пренеса кон некој кој тоа ќе го памти, а ние само че знаеме дека сме и како важни во животот на тие деца кои сега ги згрижуваме и кон тие деца кои претходно сме ги згрижиле. За каква категорија на деца обично станува збор? Дали станува збор за деца кои ги оставиле родителите, деца кои немаат родители, дали целосно здрави или пак со некои недостатоци? Видете, ние имаме во Центарот мултидисциплинарен тим кој и како стручно на база одредена нивна едукација работи со згрижувачите во нивна припомош. Впрочем, ние сме и старатели на таквите деца. Убаво е да се напомени дека покрај наши деца Прилеп е еден од градовите кои згрижува деца и од други општини во Републиката. И првата работа е дека кога децата ќе останат без родители или кога соодветното нивно биолошко семејство не е во можност да му ја пружи основната животна потреба на тие деца, нега, воспитување, образование, кога тие деца се оставени без родителска грижа, тогаш згрижувачките семејства ни се нужно решение, иако ние и сега имаме институционална поставеност на згрижување, ама ова е вонинституционална. Значи, децата се во нивните семејства кои треба да бидат
дел од навиките и однесувањето како и нивните деца. Тоаш државата не плаќа за струја, не плаќа за објекти, не плаќа за сервис како во некои институции, ама од друга страна затоа па имаме сега ние можност континуирано да го пратиме семејството, да припомагаме финансиски и прочем ние имаме резултати од севкупната, како што реков, наша 30 годишна веќе традиција на згрижувачи. Дали сега повеќе има деца отколку порано, една споредба со претходните години? Дали повеќе деца има што треба се згрижат на ваков начин? За жал, видите, последните 10-12 години таа работа некако почна да ни бега од контрола, имајќи предвид дека пред 12 на години ние имавме дури и 2 здруженија на граѓани кои по афинитет нивните членови беа згрижувачи. Таму тие си ги разменуваа своите искуствени знаења, таму добиваа од прва рака со наша припомош податоци за измени во законската регулатива. Сега немаме такви згрижувачки, би рекол, организации, сепак згрижувачи имаме. Арнома бројот на згрижувачи беше многу поголем од овој кој ги имаме сега. Што е она што едно дете ќе го добие во згрижувачко семејство, а што е она што не го добива во некоја институција доколку е сместено? Станува збор за деца со посебни потреби. И токму поради ова и грижата за нив е далеко поголема, но им треба и повеќе љубов. Зошто Министерството за труд и социјална политика се определи да ги мотивира овие згрижувачки семејства? Значи, сместувањето во згрижувачко семејство и сето она што може да му го пружи семејството на едно дете и да допринесе за неговиот правилен раст и развој е многу поголемо во споредба со институционалната заштита. Децата сместени и згрижени во институција ги добиваат основните потреби, односно од храна, облека, дом, значи како колективно место на живење, внимание, меѓутоа во определени граници. Сето она што може да му го пружи семејството е далеку поголемо и се разликува од она што може да му го пружи институцијата, бидејќи во големата институција грижата за децата ја имаат вработените кои што се за жал во помал број и не можат цела своја и љубов и посветеност и внимание да му ја пружат во границите што може да му ги пружи семејството. Децата сместени во семејство, каде што се 24 часа присутни и заедно живеат, заедно функционираат со згрижувачот и со нивните семејства, ги уживаат сите благодети што може да ги пружи семејството. Љубов, топлина, внимание, посветеност, реагирање за задоволување на нивните потреби во секој момент. Значи, згрижувачот треба да се грижи исто како родител за сопственото дете. Децата кои што биле претходно сместени во институција, а потоа се преместени и сместени во згрижувачко семејство за кратко време имаат голем напредок. Тоа се должи на самото значење на семејството, кое што е клучен фактор за развој на децата, посебно во првите години од животот. Целото внимание и љубовта допринесува дополнително за оптимален развој на децата. Во згрижувачко семејство се сместуваат деца кои што се без родители, родителска грижа, деца со пречки во развојот, деца од било кои причини останале и не можат повеќе или родителите да се грижат за нив, или останале без родители, па се сместуваат во згрижувачко семејство. Во нашите згрижувачки семејства имаме сместени различна категорија на деца, деца кои што се здрави деца, психофизички здрави и напредуваат добро, немаат пречки во нивниот развој и деца со попреченост. Меѓутоа, децата со попреченост сигурно имаат потреба од поголемо внимание, посветеност, љубов, грижа и дополнителни, да речам, третмани, како што се посета на логопед, дефектолог, некои вежби, кои што згрижувачите, верувајте, ги исполнуваат. Значи, сите тие укажувања и еден вид задолженија ги почитуваат и ги исполнуваат и се вложуваат максимално
во развојот на децата. Дали се случува да посакаат да ги посвојат овие деца? Бидејќи границата е до 65 години докога може да се згрижи едно дете, меѓутоа доколку се навикнат на нив, дали има такви случаи некое семејство и понатаму да сака да остане со овие деца? Така, според Законот за социјална заштита и правилникот и критериумите со кои што е регулиран начинот на изборот на згрижувачкото семејство, постои точно ограничување, значи згрижувач може да биде лице до навршување на 65 годишна возраст. Сигурно дека децата кои што и повеќе години се згрижени во семејството имаат потреба, да речам, се навикнуваат на тие услови, изгрижувачите и децата сакаат да останат тука, меѓутоа за сега во овој момент како што стојат законските регулативи, тоа не е возможно. Иако од хумани, да речеме од хумани причини, имаме барање и на згрижувачите и на децата да останат. А кога станува збор за посвојување, значи посвојувањето е друга форма на заштита, згрижувањето е вонинституционална форма за заштита, каде што да речам нема трајно згрижување, децата се сместуваат привремено се до изнаоѓање на друг облик на заштита. Значи сме имале деца кои што биле сместени во згрижувачко семејство, а потоа се посвоиле од други посвоители. Значи во овој момент згрижувачите не можат да бидат посвоители. Една мала паралела ќе ви направам. Згрижувачите, значи, ги даваат само услуги за згрижување на децата и ја имаат грижата. Меѓутоа, во носењето на важните одлуки за децата, тука е Центарот за социјална работа, под чие старателство, непосредно старателство се наоѓаат децата. Значи, старателот заедно со згрижувачот и со другите членови на стручниот тим донесуваат одлуки кои што се битни за децата. А додека кај посвојувањето, со самиот чин на посвојување, посвоителите се впишуваат во изводот на родени како родители, ја превземаат грижата понатаму како родители. Кои се критериумите според кои треба да се раководи регионалниот центар, меѓуопштинскиот центар за социјална работа, доколку го даде детето во едно семејство? Кои критериуми треба да ги исполнуваат? Така, значи, згрижувачите покрај желбата и љубовта која што ја имаат и сакаат да му ја пружат на детето или лицето кое што би се згрижило во нивното семејство, потребно е да исполнуваат одредени критериуми кои што се поврзани пред се со нивната возраст, значи возраста на згрижувачот, која што според правилникот згрижувач може да биде лице со навршени 18 години до 65 годишна возраст. Да биде психофизички здрава личност, да има завршено најмалку основно образование, да не биде во казнена евиденција како осудувано лице, да не им биде одземено родителското право, деловна способност, да имаат своји приходи, значи материјални услови кои што треба да бидат минимум на износот на социјална парична помош во зависност од бројот на членовите во семејството. Треба секако да имаат и добри стамбени услови, односно детето да има свој кревет, шкафче каде што ќе му бидат сместени неговите работи и секако на крај завршува со љубовта. Меѓутоа, од постапката со поднесување на барањето на потенцијалните згрижувачи во Центарот за социјална работа почнува проценка на период на следење и проценка на подобноста на згрижувачите. Основно е, да речеме, еден од условите е цела ова претходна документација да биде во ред, меѓутоа потребно е и при спроведувањето на основната обука која што ја спроведува стручниот тим од Центарот за социјална работа, да се видат компетенциите пред се како личности, што можат, какви се нивните очекувања и што можат да му пружат на згриженото дете. Која е целта на обуката која организиравте за згрижувачките семејства? Молим? Уште еднаш?
Која е целта на обуката која организирате и кои моменти им ги нагласувате на згрижувачките семејства? Во што се состои оваа обука, колку е потребна за згрижувачките семејства и на што најмногу акцент се става? Оваа обука ние цениме како СОС-деско село дека е многу потребна и многу корисна од причина што на идните згрижувачи им ги дава сите потребни информации за тоа што значи згрижувањето, со што ќе се сретнат во иднина како изгрижувачи, кои се знаења, вештини треба да ги поседуваат и како на најдобар начин ќе можат да ги задоволат потребите на децата. И ќе излезат во пресред на сите нивни развојни потреби, ќе знаат да се справат со нивните загуби, со нивните трауми, бидејќи децата што доаѓаат во системот на грижа се деца кои што неминовно поминале низ еден период на некоја загуба, некоја траума која што сега треба да се надмине, да се справи и да можат тие да си се развиваат нели онака како што сите деца на овој свет имаат право да растат и да се развиваат. А тоа е во една природна, семејна средина, обкружена со љубов, обкружена со внимание и грижа. Кои се најчестите проблеми кои се јавуваат еве токму од овие трауми кои ги доживеле децата? Многу често се случува да децата кои што се во системот на грижа заради траумите, малтретирањето, па и отсуството на грижа во најраните денови, месеци од живењето, да имаат проблеми во поврзувањето, во довербата, грижата, верувањето на другите, вредностите и она што еден згрижувач треба да знае како да му помогне на тоа дете да ги надмине тие проблеми и се развие со сите своји потенцијали што си ги носи со раѓање. Што треба да знае? Како да се справи, да? Еден згрижувач прво и основно што треба да го има кај себе е љубов. Љубов која сака да ја даде и која и грижа за деца без родители и родителска грижа. Значи, еден згрижувач најпрво треба да биде хуман, треба да биде голем, треба да има едно големо срце за да го отвори својот дом и својата душа за тие деца. Потоа, она што секако мора да го има како знаење е развојните потреби на децата. Да биде добар менаџер на загуба, да знае како и каде да побара помош кога на детето му е потребно, да знае како да ги искористи ресурсите во заедницата во корист на детето. Да се биде згрижувач е еднакво голема комплексна работа. И она што ние го правиме со обуките е да им помогнеме на идните згрижувачи да бидат свесни и да знаат што значи згрижувањето, за да можат да донесат за себе една информирана одлука, базирана на лична самопроцена, базирана на знаење, базирана на вештини. Дали на почетокот постои страф и кај децата и кај згрижувачите? Страф? Ваква обврска. Па, Дека ќе го дадат се оно што се бара од нив како згрижувачи. Постои неизвестност, постои предизвик, постојат прашања и дилеми. Јас тоа не би го рекла страф, меѓутоа влегувањето во едно поле кое што е малку познато, нели, само по себе носи неизвестност и многу прашања. Децата кои влегуваат во згрижувачките семејства исто така со себе носат известни искуства претходни кои се зачинати со чувство на неизвестност,
прашања каде сум сега, како ќе биде, изгубена верба во другите. И сето тоа е нешто што со време треба да се гради, да се негува, да се создава, нели? И ако комуникацијата е искрена, отворена, љубовта е и грижата искрена и автентична, тогаш поврзувањето е успешно и носи радост за сите. Дали се почесто згрижувачки семејства кои немаат собствени деца или пак се во една повозрастна категорија или пак се случува заедно со нивните деца да згрижат и други дечиња? Имаме згрижувачки семејства од сите возрасти, сите социјални структури, згрижувачи со различен степен на образование, од основно до универзитетски професори. Значи, згрижувањето е нешто што го допира оној доблесен човек кој сака да даде и љубов на другиот. Значи, не е одредено ниту од религиските определби, етничката припадност, социјалниот статус. Згрижувачи се сите кои имаат во себе емпатија за другите. Дали се случува да се откажат некои родители кои најмногу проблеми ги имаат, доколку згрижат некое дете, да се откажат, да не можат да издржат со некое дете? Дали има такви случаи? Мислите биолошки или згрижувачи да се... Па има и такви случаи да некогаш по некој згрижувач едноставно ги исцрпи сите своји идеи, како да се справи со потребите на некое дете, кога бара помош од Центарот за социјална работа, кој што во суштина и ја има она надлежност во грижата, надлежност од страна на државата во грижата на децата, за децата. Меѓутоа, тука е старателот и центарот кој му помага најпрво на згрижувача да се справат, меѓутоа доколку тоа не е можно, се вара друго згрижувачко семејство. Она што е многу битно во целиот тој процес е децата да изградат доверба и добар контакт со згрижувачот и тогаш е се полесно во справувањето со сите предизвици на животот. Колку ова практика е присутна во другите држави? Како стоиме една споредба Македонија со некои други држави? Дали таму интересот за згрижување на деца е далеко поголем или пак кај нас? Тоа зависи од многу фактори. Моите сознанија се дека во многу европски земји воопшто не се згрижуваат деца во институции, туку се напротив сите деца кои имаат потреба од грижа се сместуваат во згрижувачки семејства и државата располага со голем број такви семејства што се всушност ресурс на државата во грижата за децата. Кај нас идеме со крупни чекори напред. Бројот на згрижувачи се зголемува од ден на ден и интересот кај граѓаните е се поголем, свеста за потребата дека има такви деца на кои што им е потребна грижа се зголемува од ден на ден и расте бројот на згрижувачки. На што треба да обрнем внимание на згрижувачко семејство од педагошка гледна точка? Како треба да се однесува? Кои се проблемите на кои наидува во однос на воспитувањето на децата? Како да реагира? И сето она што вие како во оваа обука им го кажувате на згрижувачките семејства? Па, нема некои работи на кои треба посебно да се обрне внимание. Знаете, растот и развојот на децата не е нешто што е посебно, специфично или нема нешто, една работа која може да издвоиме. Најчесто се работи за една, да речеме, една нормална живеачка. На обуката ние учиме на, заедно разговараме, дебатираме
создаваме некои знаење и вештини и некои вредности наши, да едноставно ги препознаеме нормалните фази на типичниот развој, да знаеме кои се и кои се остапките и каде да се обратиме доколку мислиме дека нашето дете заостанува со развојот или има некој, да речеме, одложен развој во некој дел. Инаку што се однесува до знаењата, не се ништо поразлични од тоа да се грижиме за деца кои сме ги родили или сме ги земали од болница, али во главном се однесува на тоа дека тие деца доаѓаат на некоја поголема возраст и треба еден период да се наблюдува, да се види нивниот развој и да се едноставно да се реагира на начин на кој што ќе се ангажира некој што е стручен во таа област. Тако е, да речеме, социјалниот развој ќе помогне социјалниот работник или некој друг стручнак во таа област, ако е, не знам, едукативниот развој ќе помогне педагог, ако е проблем или заостанување или одложен развој во областа на психичкиот развој, би помогнал психолог, и тоа е нешто што згрижувачите треба да го знаат и нешто што го комуницираме на таа обука. Згрижувачите не треба да бидат експерти, они не се експерти, и најважно е тоа дека они се експерти за грижа на деца. Тоа е нивната експертиза, во тоа се најдобри. И најважно е да препознаат кој може да им помогне во тоа. Дали има некои специфични ситуации во однос на детето доаѓа можеби од некое друго семејство, дали има некои специфични ситуации, дали му треба подолго време да се навикне на новото семејство? Па јас би рекол и да и не. Специфичните ситуации не го одредуваат тоа дали детето ќе се навикне побрзо или поспоро, го одредува згрижувачот во зависност од тоа како тој ќе се постави, како ќе ги препознае нели потребите на детето и колку брзо ќе одговори на нив, толку брзо и детето ќе се адаптира. За среќа во Македонија ние се уште имаме нели силни и стабилни семејства и верувајте ми дека тоа е еден од најлесните делови. Ако најважно е да се има желба за згрижување, најважно да се има мотив, што јас го гледам се повеќе и сум многу благодарен за тоа. Едноставно ги знам речиси сите згрижувачи од Прилеп, ова ни е втора обука во Прилеп, четврта група на обучени луѓе. Веќе ги имаме обучено во 2014 година, 2015 се извинам, сите активни згрижувачи. И јас сум горд што ги познавам, едноставно тоа се навистина силни луѓе, едни добри луѓе, едни честни луѓе, едни луѓе со големо срце. И навистина ми е привилегија што ги познавам. И може да кажа дека вие како општина Прилеп сте важен ресурс за цела Република Македонија, бидејќи благодарејќи на вашите згрижувачи и големиот број на згрижувачи што го имате и нивниот квалитет, државата успеа да деинституционализира многу институции, како што е едно од нив е заводот во Демир Капија. Мислам сигурно се запознаени, има многу деца од заводот во Демир Капија, во специјалниот завод за грижа на деца со попречености во Демир Капија, беа згрижени баш во Прилеп и се уште живеат во Прилеп. А какви се позитивните резултати што ги вие што сте ги согледале, доколку станува збор за дете донесено од Демир Капија, па сега во едно згрижувачко семејство? Колку се видливи тие резултати? Па највидливи се за детето, знаете, они живеат, имаат конечно шанса да добијат семејство, да прават нормални едноставни работи што го сочинуваат животот. Едноставно живејќи во една голема институција, вие немате контакт со луѓе, не пазарувате, не одите, не правите нормални работи, да речеме, не одите во продавница. Можеби е сега тоа банално и смешно за некого, но едноставно кога многу мали работи не ги правите, што сите ние нормално ги правиме, вие немате живот, живеете некој роботизиран живот. Го јадете тоа што ќе ви го стават на маса, не се грижите од каде тоа доаѓа, не готвите, не се перете, не се чистите, не, како да кажам, некој друг тоа го прави за вас, а тоа не е добро. Ние како луѓе ние сакаме да живееме во соработка со другите луѓе, а не да живееме изолирано и негде надвор и некој да се грижи за нас
во целост. Дури и децата и лицата кои имаат некакви потешкоти во развојот, тие умеат да се грижат за себе си во одредени делови. И не треба да ги роботизираме до толку да сите работи што треба да се ги завршат, им ги вршиме ние. И тоа е најголемиот бенефит што го добиваат по мене. Најголемите придобивки е што добиваат семејство, добиваат топлина, добиваат љубов, добиваат едноставно шанса да бидат еднакви со сите, знаете. А еднаков си тогаш кога правиш исти работи. И понатаму ги прават подготвени да завлезат, да чекорат во животот понатаму кога ќе станат веќе возрастни. Ова згрижувачкото семејство секако представува основа за нивниот понатамошен живот. Па да, не би рекол основа, тоа е нешто најважно по мене. Најважно е да растете и да живеете, да пораснете во семејство. Најважно е да кога не знаете, кога не можете да се грижите сами за вас, да некој ви помогне да вие се грижите за вас. И при тоа да ве поддржува, да ве сака, да ви помага, да ве научи како вие сами на себе да си помогнете, и тоа е многу важно. Сето тоа се учи само во семејство, нигде на друго место не можете да го научите тоа. Како да останете смирен, како да останете, да бидете добар, да бидете марлив, да бидете вреден, да имате некои нормални и честни вредности, тие никаде не можете да ги научите освен во семејството. Задоволен ли сте со одзивот на згрижувачки семејства во Република? Да, задоволен сум, изненаден сум и тоа е нешто на што сите макотрпно работевме, говорејќи како организации, нели, државата, Министерството за труд и социјална политика, УНИЦЕФ и Детско село Македонија, организацијата од каде што јас доаѓам. Макотрпно работевме, изненаден сум од бројката и задоволен сум, но мислам дека треба се уште да се работи и мислам дека тоа не е нешто што може да се заврши. Знаете, секогаш ќе има потреба од згрижувачи, секогаш на некој дете ќе му биде потребно семејство и грижа. Тоа не е нешто што може да го направите еднаш и да остане. Тоа е нешто што за жал или за среќа, велам за среќа затоа што работејќи го ова ние наоѓаме семејства за оние кои им е најпотребно и тоа е мојот главен мотив да се бавам со оваа работа и мислам дека треба уште повеќе и дека оваа бројка која сега имаме на заинтересирани згрижувачи, можеби ќе ги задоволи сегашните потреби, но не знаеме какви ќе бидат потребите во иднина и јас верувам дека се повеќе деца ќе дека таа бројка се зголемува, за жал. На се повеќе деца ќе им треба семејство и мислам дека во тоа ќе успееме, сега колку ќе успееме, не знам, но би го пофалил Прилеп и општина Прилеп, бидејќи они пред кампањата има градот Прилеп и општината Прилеп имаше голем број на згрижувачи и вие, не знам колку јавно сте запознаено, но сервисирате голем дел од градовите во Република Македонија и на тој начин што се грижите за деца од други градови. По оваа обука и по селекцијата на кандидатите за згрижувачки семејства ќе следи специјална обука и исклучување на договори со семејствата и меѓуопштинскиот центар за социјална работа.